Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Испорачано е првото од 9 комунални возила од проектот од регионалната програма за управување со цврст отпад. Учениците од Средното општинско училиште Ристе Скиричко преку филм учеа за препознавање и спречување на насилството. Исчезната е жена од село Локвени Долненско. Најавен е прекин на електричната енергија во 2 прилепски села за понеделник 16 март. Силен земјотрес во Грција се почувствувал и во Битолско. Времето денеска сончево и топло со температура до 16 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Држи се до кралските манири и уживај во кафана со Крали Марко. Пиво за уживање. Осигурајте ја вашата иднина со компанијата на која и верувате. Локацијата е нова, а довербата сигурна. Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп, на нова локација во близина на Чумовчанец на улица Сотка Ѓорѓиевски број 38. Ние сме друштво за застапување во осигурувањето Протектор. Соработуваме со компаниите Винерлайф од областа на животно осигурување и со Македонија осигурување од областа на неживот. Протектор, ваш заштитник од ризици со полиси за животно и имотно осигурување. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Елизабета Филиповска. Во општина Прилеп е испорачано првото од 9 комунални возила од проектот Регионална програма за управување со цврст отпад. Општина Прилеп го доби првото од вкупните 9 специјализирани комунални возила за собирање и транспорт на отпад. Возилото со капацитет од 8 кубни метри е обезбедено од Министерството за животна средина и просторно планирање во рамките на Регионалната програма за управување со цврст отпад. Во наредниот период општината очекува уште 8 вакви возила. Од општината велат дека со новата комунална опрема ќе се подобри ефикасноста на комуналните услуги, јавната хигиена, како и управување со отпадот. Проектот опфаќа 18 општини од Пелагонискиот и југозападниот регион со вкупна вредност од 11 милиони евра со поддршка од Европската банка за обнова и развој. Ученици од Средното општинско училиште Ристе Скиричко преку филм учеа за препознавање и спречување на насилството. Преку филм до свест како да го препознаеме и спречиме насилството, одговараа учениците во рамките на проектот Промоција на безбедна училишна средина. Насилство е вербалното насилство кое не представува некој проблем со дискусии, со секакви различни работи се следува со разговор со педагогот. Исто така педагогот има одржано разноразни работилници за различни видови насилство. Исто така има одржано работилници за сајбер насилство, вербално насилство. Дојдовме до идеја да прикажеме 3 кратки приказни со цел да ја зајакниме свеста за насилството меѓу учениците и врсниците пред се и да на некој начин да му покажеме на другите соученици кои видови на насилство треба да ги препознаваат, како да ги препознаваат, да ја знаат жртвата и пред се да го пријават тоа врсничко насилство. Исчезната е жена од село Локвени Долненско.
Во 12 часот во полициското деление Ропотово, лицето Н.З. 34 години од село Локвени, општина Долнени, пријавило дека од семејниот дом се оддалечила неговата сопруга со иницијали Ф.З. 31 година од село Локвени. Се преземаат мерки за пронаоѓање на ова лице. Силен земјотрес во Грција се почувствувал и во Битолско. Силен земјотрес со јачина од 5,1 степен според Рихтеровата скала ја погоди Грција денеска. Земјотресот бил почувствуван и во Битолско. Потресот се случи во 12 часот и 14 минути по локално време со епицентар 88 км југозападно од Лариса, соопшти Европскиот медитерански сеизмолошки центар. Грчките медиуми објавија дека нема непосредни извештаи за сериозни штети или повреди. Најавен е прекин на електричната енергија во 2 прилепски села за понеделник 16 март. Планирани прекини на електричната енергија се на 16 март 2026 година, понеделник, од 9 до 15 часот во следните населени места во општина Прилеп: село Галичани и село Кадиносело. Временска прогноза. Времето денеска сончево и топло со температура до 16 степени Целзиусови. Времето денеска сончево и топло со температура до 16 степени Целзиусови. Метеоролозите најавија дека вакво и слично време ќе се задржи и наредните денови. Временска прогноза. Следевте Пелагониска хроника вести, продукција Радио Пела, март 2026. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.